Експертска и техничка поддршка од британска компанија за изградба на брзата пруга од Гевгелија до Табановце, која е дел од првиот инвестициски циклус и најголемиот проект од овој циклус, што ќе се реализира со британските пари. Вице-премиерот Николовски во интервју за јавниот сервис посочи дека станува збор за компанијата Crossrail, која е изградила најновата и најдолгата линија во Лондон, односно првата дигитализирана метролинија во тој дел од светот. Ако се суди по големината на проектот, Македонија добива врвна експертиза и двојни бенефити. Од една страна, сигурна и квалитетна реализација, а второ добиваме искуства и обука на кадар. Се работи за Crossrail. Тоа е компанијата која што ја изгради најновата и најдолга метролинија во Лондон. Првата дигитализирана метролинија во овој дел од светот. Тоа е метролинијата Елизабет, која што беше крстена по кралицата Елизабета, и отварањето на оваа линија беше последниот јавен настап на кралицата пред за жал да почина. Така што зборуваме за тој вид на експерти, само овој проект беше во вредност од 20 милиарди фунти. Значи само овој проект е 4 пати поскап од тоа што ние го имаме како аранжман. Со тој профил на луѓе разговараме да дојдат и да ни помогнат, затоа што помошта од такви луѓе е двонасочна. Договорот влада со Обединетото кралство беше потпишан вчера во Лондон, се очекува да отвори поле за градежна експанзија и инвестиции во најранливите сектори во државата, продлабочување на економската соработка и зацврстување на билатералните односи. Бизнисот ја поддржува намерата за вложување во капитални инвестиции, но она што е клучно за домашната оператива е да бидат вклучени во проектите. Домашните капацитети се делумно ограничени за да може да ја поддржат широката градежна експанзија, меѓутоа од бизнисот велат дека е важно да бидат вклучени проектите да ги изработат квалитетно. Како бенефит од договорот, се очекува македонското градежништво повторно да стане конкурентно. За жал, заради годините на девастација, би рекол и децениите, македонскиот градежен сектор скоро да колабираше. Голем број на фирми во македонскиот градежен сектор едва и преживуваат. Дел за жал и банкротира, и јас се надевам дека со ова ќе ги однесеме во фаза каде што повторно ќе бидат меѓународно конкурентни како што беа во едни претходни времења, и затоа овој аспект на пренесување на знаење е многу значаен. Инаку Велика Британија стави на располагање 5 милиарди фунти поддршка од британската владина извозно-кредитна агенција Export Finance, а најавите се дека првите пари ќе бидат искористени во 30 на проекти. Она што е досега познато е дека станува збор за проектно финансирање, односно серија на кредити, а рочноста веројатно ќе зависи од проектите. Заложбите на владата се да се испреговара грейс период кој ќе биде еднаков на периодот потребен за подготовка на проект, односно да враќаме пари откако проектот би станал профитабилен. Следниот чекор е ратификација на договорот во Македонското собрание, а треба да го усвои и британската влада.